See your Betty with me. Say what's up, nigga. Хеј. Пандамониум радио шоу број 25. Добро вечер и добре дојавте во уште едно понеделничко издание. Не ни се верува дека стигнавме до 25-ката, секоја напишав на насловот на стримот, баш ни падна кејф и на мене и на Трајче. Идеме во живот Пандамониум Headquarters, јас сум Мајри Скреч, до мене е Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо. Се надевам дека сте добро. Кој што кажа Дарко, 25-та емисија поред. Многу сум среќни дека стигнавме до овде. Се надевам уште на толку многу. Имаме уште многу работа, уште многу музика да преслушаме, уште многу музика да промовираме. Така да овде сме да останеме секој понеделник, секој понеделник од 9 часот. Дарко, кажи ми што слушнавме. Чекај, прво сакам да поздравам цела екипа од чет. Некако многу разборени уште од старт. Big up до Notification Gang, сите што беа тука и пред да се пуштиме во живо. Джоджо, Драги, Таско, Курчо, Дензел, Мазнето, цела останата екипа, го гледам тука Ники, Пешовска, Андреевска и Unknown Movement, Big Up до Давид и сите други. Пандамониум е комјунити, Пандамониум е една голема дружина која се познава и не се познава, но ги спојува музика, култура, посебно хип-хоп, така да баш ни е драго дека микселарчетот стана место за дружење у понеделник на вечер кога сите сме дома у политиски час. Сагале верували или не, ова ни беше целта на еден начин. И многу ме радува дека сме овде. Многу ме радува кога го гледам чатот, многу ми се интересни онака и смешките и досетките кои што се фрлаат у чат. Исто така и муабетите кои што се развиваат и секад има и нешто конструктивно на крајот на денот. Се случи неколку соработки кои чекаме да ги чуеме? Апсолутно, едва и чекаме, брат. Едва и чекаме, се уште чекаме да ни пратат артистите, но кога ќе биде тоа, секако дека ќе го испромовираме и официјалните први онака соработки кои што се создадени преку Пандамониум на еден начин. За денес имаме интересна емисија, малце поразлична од претходните. Претходните бевме фокусирани на тоа што излагаше нова музика, сакавме да ја промовираме неа. Одамна немавме направено едно поголемо излагање као тема на денот. Овој пат ставивме тема на денот, ќе зборуваме за Spotify, за стриминг сервисите, кој е нивното значење, како треба да се употребуваат и зашто се многу важни. Али знаете дека тоа иде малце покасно, мора да ја пуштиме тоа што излезе викендов, тоа што е Пандамониум Essential од овој викенд. А излегува неколку проекти, стигнавме нешто да преслушаме, не стигнавме се баш да преслушаме, но да почнеме од почеток. Тоа што беше почнавме со Джорджа Смит, незиниот нов сингл насловен Gone, и потоа слушнавме две траки од новиот албум на Corday. Првата се викаше More Life, со работка со Q-Tip. Тие што не знаат, Q-Tip е дел од Tribe Called Quest, легендарен продуцент и рапер. И да речеме, за мене ова беше неочекувана соработка. А вторава трака, Trapish Banger, Corday featuring Young Thug. Мислам дека сами слушнавте како звучеше. Трајче? Апсолутно. Ја ќе почнам од Джорджа Смит, бидејќи сум огромен фан на неа. Многу ме радува, знам дека ти кажа еден добар коментар пред да се вклучиме во микрофони, дека ова повеќе звучи онака на музика која што би извадила Адел. Се согласувам со тоа, но не го мразам. Ми се свиѓа едноставно, као вокалот ми се допаѓа, ми се свиѓа каде иде. Знам дека прави многу различни работи и дека во сите е одлична, каква и музика да продуцира и да прави. Така што во исчекување сум на нов албум, сакам да слушнам каков body of work може да извади и каде ќе замине траекториски нејзината музика. И ова само ме радува, бидејќи стварно овде ги флекса своите вокали. Corday, што да кажам, не можам да го сватам ова како проект, поише ми е онака како 4 траки кои што сакал да ги извади. Проектот се вика Just Until и кој што кажа Дарко, првата е одлична, малце ми е онака искрено чудна, бидејќи не го замислував Q-Tip во таква форма, со тоа што бидејќи е некако многу тиво, иако тоа е неговата естетика, но на крајот на денот очекував некаков врс или нешто поишено, знам дека овде е повеќе како продуцент и ме радува таа соработка, бидејќи стварно се работи за една легенда која што дава онака шараут за еден млад артист кој што и на еден начин и си замина од својот колектив, бидејќи свати дека неговата музика не резонира со името кое што го носи, и тоа е за мене огромна голем шараут за Corday, бидејќи стварно според мене го направи правиот потек да се оддели од целата таа сцена и да продуцира музика и да креира музика што сака да ја креира. И мислам дека музиката му е супер, посебно на трака на RPN, ако не се лажам се викаше. Да, со Андерсон. Од тогаш почна да се одвојува онака значително да се одвојува од тој, бидејќи самото име YBN некако влечеше кон некој трап, некоја безврска, беше колектив
Онака сега не знам кај ќе иде, но мене ми се допаѓа. Апсолутно, да. Мислам дека и веќе е и Grammy nominated, така што големи се очекувањата за нов проект и знам дека секогаш ќе го има тој баланс на бенгери, на рап, на conscience, на се што треба да очекуваме од еден рапер. Дарко, кажи ми сега што следува, што ќе слушнеме и каде идеме? Еден од моите омилени, ајде ќе кажам омилениот мој артист за 2021 сега за сега, Кота да Френд. Пишував за неговиот албум кој излезе заедно со Static Selecta, едно одлично парче музика кој го утепав од слушање првата недела две кога излезе. Ако ви се свига, прочитете го мојот текст, односно бе тоа исечоци од најомилените лирикс од тој проект, но дечкото не застанува со работа, само продолжува како ова е неговата трака Outside. Мене ми беше постојано во ротација викендов и цело време само продолжува да ми изненадува позитивно. Сакам да ја најавиш така да кажеш на кој те потсеќа и зашо те потсеќа така. Јап, кој што кажам, мислам дека еве ќе се навратам, не знам по кој пат ова ќе го кажам, ама мислам дека Кота да Френд веќе заслужува да биде онака на исто рамниште со заедно со Лери Џун како еден од најозборуваните артисти на Pandemonium радио шоу, бидејќи стварно е многу квалитетен и искрено колку поише на еден начин ти го форсираш, знам дека не го форсираш бидејќи онака имаш некоја политичка причина позади него, но бидејќи стварно ти се допаѓа неговата музика и го сваќам тоа, сваќам зошто ти се свија. Оваа песна и мене ме удри онака многу бидејќи некако јас ја сватив на поинаков начин бидејќи за луѓе кои што ја немат слушнато и ќе ја слушнат сега, а мене многу ме потсеќа и не можам да си го извадам тоа од ум дека ме потсеќа многу на Mac Miller, Rest in Peace Mac Miller, бидејќи ме потсеќа на тие kids денови, на онака среќно кога е се окей, кога не се замараш за ништо и баш има лоу-фај продукција, некако и Кота овде таква му е неговата енергија. И онака како стендаут трака мене ми е одлично. Дефинитивно, веќе чекам да видам што ќе прави следно. Да не должиме многу, што би рекол Трајче. Pandemonium радио шоу број 25 продолжуваме со нови синглови кои излегува викендов. Ова е Кота да Френд, траката Outside. Уживајте и пишете ни како ви се свија. Block metro, yeah, boom, aim. Hit up the car while he cruise. But when we hit, it's a move, clip. I'm burnt, but don't turn. Мислам дека беше доста. Lil Gotti Did Enough. Ова е една од оние траки кои треба да траат 2 минути, 2,5 максимум, али ја направиле 3 минути нешто. Иначе оваа песна ја пуштивме бидејќи мене лично нафми у некоја мини серија. Со овие две што ги слушнавме сега се појави на 4 или 5 песни овие 2-3 викенди и на сите е некако многу добар, дури Трајче ќе се сложи со мене дека не е премногу лош. Така Трајче? Ја морам да те поправам. Со оглед на тоа дека не сум најголемиот фан на НАФ. Ова за мене не е некоја мини серија, туку ова е мега серија каде што НАФ онака кроз 4 песни, кроз 3 различни проекти некако е добар. Добар у смисла каде што некако е малце поенергетичен, енергијата околу него е друга, естетиката е друга, вокалот и бојата на вокалот му е сменета. Иако баш сега се насмеавме дека уствари тематиката е некаде таа, се гледа некоја мала промена и I'm all for it, као ми се свија стварно, сакам да видам кај ќе иде. И доколку вака се надевам дека нема да добиеме уште еден Brown Boy албум, ама на пример дека ќе добиеме нешто сосема поинаку, нешто во овој домен каде што можеби малце поише ќе експериментира и со неговиот вокал и со своите октави. Да видиме кај ќе иде НАФ. Он многу почна со последниот проект Emergency Tsunami, некој имаше 3-4 многу јаки бенгери, да имаше многу добри гостувања, али он си ја заврши својата работа и мене ми се свија. НАФ е еден лик кој не треба да биде никогаш у спотлајтот онака, но кога се појави на фичер, знае добро да ја освежи работата, но како водечки артист мислам дека не заслужува да ги има тој примат. Иначе слушнавме песната Million Vegas од Deluxe изданието на Slam Language 2, како да не ни беа доволни 23-4 песни од првото издание, па добивме уште 10, но морам да кажам дека и тие песни не разочараат, туку баш напротив позитивно изненадија. Зар не трујаме многу со Slam Language, што бидејќи слушнавме и прошли пат 6-7 песни, ќе оставиме за некој друг пат. Имаше добри песни, Лити, на пример траката со The Baby, ја пофаливме од прво слушање и IT, No Surprise, на која се појави Don Toliver, исто така Slam the Door, добро почнува проектот. И што ни изненади многу Mac траката со Jim Jones, но ќе оставивме за некој следен пат да слушнеме бидејќи многу зборевме. Ја дури пишав и текст за Slam Language 2, но не стигнавме да го објавиме, ќе го објавиме. Мислам дека може да преидеме на
Апсолутно, на јас само следната ќе тема. кажам дека и ова е исто така редок момент каде што The Baby уствари е малце поинаков него ли тоа што го прави, многу ми се свиѓа тоа што го прави. Секогаш артисти кои играат со своите вокали не се плашат да направат нешто малце поразлично, колку и да е ризично или не. Многу ми се поише свиѓа него ли оригиналната музика што најчесто ја креираат. Точно. Тоа беше малце така полабав сегмент. Идеме со две дрил траки, идеме во Нью Йорк. Ќе ја слушнеме траката Unruly на Favi Foreign. Имаме зборено и за Favi многу пати. Оваа трака не слушнав неколку пати, продуцирана од Kenny Beats. Јап. Воу, Кени. Феноменална, брат. Некако е многу енергетична, уште самиот таг кога ќе влезе онака знаеш дека е партали. Кој што рековме, Фави мислам дека и онака и мене ми е торч берер на целиот дрил мувмент, барем според мене бидејќи не толку го слушам. Но секогаш кога ќе извади нешто онака уши отворени и стварно секогаш со внимание го слушам и после тоа ќе слушнеме уште една трака која што е соработка со еден нов артист и со една легенда во играта која што некако секогаш успева да се најде некако горе во спотлајтот. Идеме со две дрил траки, втората не ја најавуваме, чујте ја, па после ќе збориме за неа бидејќи има некоја контроверзија околу неа. Идеме со малце дрил, Favi Foreign, Unruly. Ова е траката You Know, Funk Master Flex, DJ, персоналити, најверојатно и продуцент, односно најверојатно е A&R, и CJ на Майк. CJ е еден лик кој стана мега популарен, стана вирален со траката Whoopty, една трака која мене многу ми се допаѓа, но има доста контроверзии, Полека некако на нетот од различни страни, од Нью Йорк излагаат на интернетот разноразни причи за CJ и у моите очи дојува некој лик као 6ix9ine, што е многу лошо да се случи тоа на почетокот на кариерата, без разлика на тоа што имаш еден мега хит. Песнава мене ми се свиѓа, но не кога ќе видиш Funk Master Flex и CJ очекуваш нешто друго, ова е премногу попиш да се каже дека е дрил, од друга страна не е трап, не е ни поп. Измешани чувства имам за тракава искрено. Мислам дека во клуб во Македонија би влегла добро, а вака во светски рамки не знам точно кај би ја сместил и како би ја третирал. Исто, ја кој што кажа на пример кога би го спомнал онака Funk Master Flex, знаејќи што има правено и неговиот албум The Tunnel од 90-тите, онака каде што ги има собрано сите онака најхардкори хороркор рапери на еден албум онака, и тоа сега што го прави бидејќи и тој сега спрема албум, но го има Rowdy Rebel, го има Jada Kiss на албумот. Значи ова воопшто не ми припаѓа таму. Точно. Ова воопшто не ми припаѓа таму бидејќи знам дека Funk Master Flex колку и да пробувал да влага во било какви онака покомерцијални води, секогаш изнаоѓал начин тоа да го направи на Нью Йорк начин. И ова ми е, иако знам дека дрил музиката потекнува Нью Йорк, ова некако мене ми е премногу онака како што кажа попиш, и мислам дека и првиот обид за дрил музика да има такви некои поп елементи. Дури и на момент, тоа тебе ти го реков, можеби луѓето еве исто ќе го приметат луѓето што не слушаат, а мене многу некако ми звучи има некои такви примеси на I Like That од Cardi B. И не знам дали е тоа така или не, можеби ќе треба уште еднаш два пати да ја слушнам, ама го имам тој впечаток дека некако онака го има тој Cardi B елемент на I Like That. Тоа е впечатокот дека вокалот е на сличен начин искористен и има тука некои дувачки инструменти во позадина и најверојатно тоа е. А и вајбот е така тако. Да, енергијата на самата песна мислам дека води кон таму. Гледај, Funk Master Flex е една легенда, CJ еден артист кој има голем хајп околу него. Ќе видиме времето ќе покаже дали е издржан или не. Неговиот албум немаше некој посебен ефект, тешко му е да направи добра трака после Whoopty, траката Бопи ја ставивме на топ 10 листата, но некако како дојде така и пројде за неколку недели. Така да ќе видиме, ова беше така специфичен пример, го ставивме тука за неколку точки. Ќе видиме што ќе донесе времето понатаму. Кога сме кај Funk Master Flex, морам да спомнам и DJ Khaled у моментов. Big up до Ники, ми го прати викендов, ја одамна го следив DJ Khaled дека многу ме замараше на Инстаграм. Али осеќам нова енергија, албумот го најавува на многу интересен начин, пак е стариот добар Khaled, интересен Khaled. Ми го прати Ники видеото кога скока со телефонот, трча, скока во базен, бидејќи Justin Timberlake му го пратил својот вокал, своите вокали за траката која долго ја спремале. После тоа отворив да истражам малце повеќе да видам и Justin Timberlake на FaceTime збори со него, му кажува дека ова е една од траките кои
многу го погодиле последниот период, дека е многу среќен дека ја направиле, му кажува дека е најдобриот A&R во играта. Зашто се слагам ја и ти дека е дефинитивно многу е тешко да се најдат, многу луѓе го исмеваат DJ Khaled поради тоа какво персоналити и многу луѓе викаат дека не прави голем дел од работите, дека не прави ништо, дека само се дере, но не е така. Во играта е многу битно да има и луѓе како Khaled, бидејќи само таквите може да направат некои неспојливи комбинации да функционираат добро. Апсолутно. Многу луѓе забораваат од каде доаѓа DJ Khaled. Не знам дали треба да ги потсетувам или не, но DJ Khaled е еден од луѓето кои што ги крена онака Terror Squad таму каде што се. Значи има соработувано со Scott Storch и со Fat Joe во рани 90 и во early 2000. Така што мислам дека си го има заслужено местото таму каде што и мислам дека има многу направено. И за своја персонална for personal gain, но и за културата, апсолутно. Брат, кога имаш луѓе како Justin Timberlake и Justin Bieber што со поп култура дека ти кажат дека си најдобар A&R и ќе сакаат да соработуваат со тебе и ќе оставиш Justin Bieber на трака со Quavo, Chance the Rapper и не се сеќавам уште кој беше на трака и Lil Wayne и траката ќе биде бенгер и ќе ја пуштаме и ние во Македонија и низ целиот свет, тоа доволно кажува. Да не збориме за мега хитовите на Drake, на Lil Wayne, со Rick Ross и така натаму. Bottom line, муаветот ми е дека го чекам албумот на DJ Khaled, го заследив пак на Инстаграм да го гледам што ќе постира глупости и ја осеќам пак таа кул енергија што осеќав која замараше со This is a Major Key, This is a Major Key можда пред 5-6 години, 7. Апсолутно, ќе видиме што ќе извади, знам дека некако чудни скорови, чудни коментари добиваат неговите албуми, но искрен ќе бидам, има некои траки онака што ми се свијаат и дури и не мора да се најголемите хитови. Зборам за траки на кои што настапуваат Буџу Бантон и Анас на иста трака, она колаборација која што никогаш нема да можеш да ја замислиш, или трап верзијата од Фуџила онака кај што рапува Нас, каде што е во Јамајка. Има некои многу добри моменти, многу grown up моменти, кажеш што малце подлабоко во Khaled албумите, но ако имаш доволно сила да го ислушаш онака цело, мислам дека можеш да најдеш некој джеми внатре во таков албум кој што е направен и е создаден да има голем комерцијален успех. Точно, дефинитивно. За крај, пред да продолжиме со слушање на музика, како дел од овој муавет, бидејќи слушавме дрил, ќе слушаме са малце по turn-up музика, малце по енергичен трап, мора да најавиме една ствар која само што стана објавена и паблик. Направивме ја и трајче, селектиравме на Pandemonium селекција за трчање. Бидејќи се спремаме за трчање, јас направив пауза бидејќи бев болен од ковид, правев долга пауза, знаете дека претходно трчав, полека се враќам и ќе трчам на Red Bull Wings for Life виртуелната трка, која ќе се случи на 9 мај. Направивме на плейлиста за нас и за сите луѓе кои сакаат да вежбаат, да трчаат или да се пријават на таа трка, ќе биде многу добра за трчање, бидејќи ја конкретно имам тестирано, трајче мислам дека уште нема тестирано. Се уште не, но се надевам дека ќе се деси тоа во брзо време. Та траката на плейлистата има многу добри траки, стварно среќен како излезе, бидејќи ја на добар дел од нив и трчам. Знам дека Таско вежба, мислам дека и на Таско ќе му се свиги и на кој било друг да трча, да вежба, било што да прави, траките се газење, ќе пратиме сега и линк до статијата која излезе на redbull.mk, може да прочитате повеќе за самата плейлиста, да видите повеќе за самиот настан. А плейлистата е стварно многу добра за трчање, има нови бенгер, има и малце постари, на крајот има и малце афробит, малце UK гараж, малце поп. Мислам дека има за секој по нешто. За луѓе што го знаат Ведран, во целост го објаснува неговиот вакво. Не за Ведран, за трчањето. Се извинувам за трчањето, збориме. За Ведран ќе збориме на крај. Да, тоа може да го спомнеме на крај, извинете, моја грешка. Така да има и траки од DMX, од Kanye West, Big Up до Nixar, кои не стај негови фаворити за вежбање. Ќе опратиме сега линкот, проверете Pandemonium Running Essentials, обавезно енергична и мотивациона музика за вежбање и за трчање и пријавете се ако сакате да трчате на Red Bull Wings for Life виртуелната трка. Продолжуваме со музика, слушаме две песни од новиот албум на Moneybagg Yo, Back to the Trap, па ќе коментираме тоа што ќе чуеме. Идеме со траката Shut Us. Making too much money. And niggas like us was making too much money. And everything we had was costing too much money. And on my side, bitches taking too much from me. Значи ова што го слушате Фарел Вилијамс, гостува ке Moneybagg Yo на новиот албум. Оваа трака се вика Certified Neptunes. Дуо кое можеби никогаш не можев да замислам дека ќе се случи. Не знам, знаеш како, многу ми е интересно од каде доаѓа соработка, како стига рапер ко Moneybagg Yo
да не само да има соработка и во да има бит од Фарел, туку и да има цел врс, нешто што е многу ретко. Баш затоа и се навративме бидејќи ова ни инспирираше малце да се навратиме малце порано, као во старите денови, нас кога ни беше интересно и кога се уште почнуваше тоа да се дешава тоа трап движење. Се навративме во Move That Dope 2014 година. Future, Pharrell, Casino, Pusha T и Мега бенгер. Мега бенгер. За луѓе што не знаат, мора да се навратат да го слушнат. И се навративме и на Pretty Flaco ремиксот од 2012 година. Две феноменални песни каде што Фарел онака искина, стварно беше многу добар. Никој не ги очекуваше тие врсови од него. Барем јас не. Кога го видов, не знаев како ќе звучи тоа, бидејќи сите го знаеме Фарел веќе од 2010 па натака какви песни прави, дека соработките со Робин Тик и Хепи и се тоа што следуваше. Мислам дека онака никој не може да очекува дека Фарел има ваква страна каде што ова може да го прави и сега. И затоа секогаш ми е добар момент, секогаш ми е она свеж воздух што вдахнува во целата соба, онака многу ми се свиѓа, енергијата е многу поинаква. И секогаш ќе бидам онака, не знам како, ама mesmerized од тој 4-bit count кој што е негов продуцерски таг, и тоа мислам дека онака е гениално. Апсолутно, значи бележие кое што никогаш никој не може да го ископира или да го смени. Легенда е мал збор за Фарел, што се има направено, мора да го гледате и Hip Hop Evolution, и таму зборат и за Neptunes и за него као лик, едноставно е многу добар лик. Иначе новиот албум на Moneybagg Yo се вика A Gangsta's Pain, излага како продолжение, односно после албумот кој излезе лани, кој се вика Time Served, и во меѓувреме еден албум слеш микстейп Code Red со Black Youngsta. Ја искрено лани кога почна карантин, гутепа во слушање албумот Time Served, имаше многу добри траки. Gangsta's Pain, новиот албум го немам искрено убаво преслушано. Претходно имавме пуштено нешто Hard for the Next, на која гостува и Future, се најде на нашата топ 10 листа претходниот месец. Има интересни гостувања, Jhené Aiko, Polo G, Lil Durk, Future, како што кажав, Фарел и уште некои други. Долг е албумот, ќе ми треба време да го преслушам, но Moneybagg Yo е еден од оние underground под наводници real trap артисти кои си го има својот wave, и драго ми е дека постојано работи, постојано вади проекти, бидејќи за да правиш трап музика мораат постојано да се актуелен и да те има цело време. Апсолутно, но во поглед на самите соработки мислам дека знаеш како и ова е момент каде што тој покажува конекции, а не само флекса со музиката, туку и конекциите. Значи го има Фарел во својот кемп, може да извади и фичери продукција, Jhené Aiko може да, која што е веќе на пример и не е Jhené Aiko кој што ја знаам ја од 2013-2014, така да kudos за Moneybagg Yo. Ја во целост го немам преслушан албумот, имам нешто многу малце слушнато од него, но ќе се навратам и сакам онака да го изслушам, иако долкама ќе му давам шанса да се докаже онака зошто што значи A Gangsta's Pain. Вака некако погрешка ни се деси многу трап емисија да имаме, али тоа е добро за промена. Lil Yachty извади нов проект викендов кој предизвика многу разноразни реакции на интернетот. Истиот се вика Michigan Boy Boat и е еден албум на кој му гостуваат луѓе од државата Мичиген во Америка. Тоа е државата во која се наоѓа Детройт. Тоа се ликови кои ја повеќето не ги знам. Има 14 песни, имаше измешани реакции бидејќи постојано е офбит. Lil Yachty нови проект. Одвоивме две песни, една која мене ми се допаѓа, една која му се допаѓа на Трајче, да ги слушнеме. Пишете ни вас како ви се свигаат, а после тоа ја и Трајче ќе оддаеме нашиот коментар, може? Може. Идеме со Lil Yachty, G.I. Joe и после тоа траката Dynamic Duo. Кратки се враќаме за брзо. Don't know why she was being stiff, I had to break it in. Praying for my niggas outside, I hope they make it in. Добро, Dynamic Duo, Lil Yachty, T Grizzly, спезнаа на тракава. Трајче, ќе те оставам ти да кажеш зашто е одбрава трака и што ти се свига тука. Mainly, поради T Grizzly, според мене еден од по-underrated онака луѓе кои што моментално креираат музика. И тоа не е од сега, бидејќи ако не се лажам, има еден албум од 2018 кој што тогаш го убив од слушање. И во тој момент многу ми се свиѓаше, бидејќи има една интересна естетика за него, каде што има феноменални one-lineri, дури и овде на
И овде, дури овде на самата трака, иако знаат да бидат офбит, но T-Grizzly е DC и многу ми се свиѓа тоа. Едноставно тој ми е онака хайлайт на самата песна. Lil Yachty знае малце да биде over the top, но мене овде моментот каде што се офбит не ми смета. Не знам, енергична е, добра е, бенгер е, но мене ми е too much. И општо Lil Yachty ми е too much, најчесто не го рейтам толку. Уште еднаш падна нетот, ни стигна тука, го пребацив на 3G, би требало да е се окей. Пишете ни дали е окей, извинете за пречките. Ако ви се допадна и Lil Yachty, ако ви се допаѓа неговиот стил, чујте го проектот. Ја мислам дека нема ни да го преслушам како што треба, тоа што слушнав ми беше поише мис него хит и едноставно Lil Yachty не е за мене, тоа ги имам сватено уште од поодамна. Апсолутно, и ја не се сеќавам кога последен пат сум бил загреан за Lil Yachty албум, може би, например, онака One Night, еден од првите негови хитови во 2015 година ми бил интересен, кога почнуваат тие Bubblegum води, но тогаш не памтам онака да сум бил заинтригиран да слушнам и да видам што има извадено Lil Yachty. Мислам дека се нема десено тоа и не сум сигурен дека тоа ќе се случи во иднина, како и да е. Па да, тоа е на крајот на денот, bottom line дефинитивно е тоа. Се враќаме, односно почнуваме. Трече, може да почнеме со темата на денот? Може. Мислам дека е право време да ја начнеме оваа тема, која од страна имаме зборено неколку пати во нашава емисија и постојано ја комуницираме истата преку социјални мрежи. Едноставно Spotify и другите стриминг сервиси мора да станат примерен извор за музика на слушателите и мора да добијат повеќе фокус од страна на локалните артисти. Мислам дека 2021 конечно и официјално и легално е Spotify кај нас, тука си другите платформи како Deezer и Apple Music и мислам дека веќе е време да почнеме да влагаме утек со светот. Иначе, за тие што не знаат, јас бранев дипломска у петокот и одбранив. Не сум официјално уште дипломиран, бидејќи имам некои технички работи да завршам, но дипломската ми беше на тема како дигиталната технологија влијаеше на музичката индустрија и потоа Spotify објаснување, детална обработка на најголемиот стриминг сервис во светот. Детално ги обработив овие две теми, навлегов многу длабоко и во историјата на Spotify и во историјата на некои други работи што се имаат дешавано, и малце подлабоко како функционира Spotify, кои се идните цели, идеи, која е нивната замисла за тоа како треба да се функционира. Навлегов многу подлабоко во оние персонализирани плейлисти, како работи алгоритамот и така натаму. Дури едно време кога пишував дипломската, се запалив да пишувам и книга или такво нешто, али некако ми спласна таа желба, не знам. Може би ќе се врати никогаш не знаеш, како и да е. Може да ќе напишам нешто такво за оваа тема. Има многу што да се збори, мислам дека мило ми е дека има артисти тука учат што ќе може да чујат нешто од тоа, бидејќи на вистина треба малце повеќе да се експлоатираат овие нови сервиси и платформи. Фала ви на сите што ми пишавте. Респект огромен, уште не сум официјално, но се надам дека оваа недела или најкасно следната ќе си ги завршам и тие технички работи и ќе бидам дипломиран економист по e-бизнис. Трече да почнеме со темата на денот. Ај вака да почнеме. Зошто е важно од страната на слушателите, може прво, зашто е важно, што е тоа што тебе Spotify ти носи како слушател на музика. Во мојот дипломски труд ги обработувам малце, ги делам слушателите на обични слушатели и на сериозни слушатели, односно тие вистински љубители на музика. Мислам дека повеќето тука се такви. Бидејќи Spotify нуди содржина и има различен пристап како да ги придобие едните, како да ги придобие другите. Ја и ти сме длабоко навлезени музички фанови и нердови. Така да, еве, ти како музички нерд, што беше тоа Spotify кога почна да го слушаш, што те обзема, што те закачи на Spotify и како го сеќаш сега, што ти нуди он тебе? Прво морам да кажам честитки за дипломската long time in the making. Многу ми се допаѓа моментот каде што успеа некако на еден начин да ги поврзеш овие две теми и да збориш за нешто кое што ти е стварно од интерес и да имаме шанса овде да го збориме истото и да ги кажеме своите мислења во одреден домен. Имаме веќе зборено кој што кажа за ова. И еве ја од поглед на слушател ќе кажам дека кога почнав Spotify да го користам и не беше толку многу развиен, во смисла каде што сега
во 2021 некако се повеќе и повеќе е персонализиран и е направен за стварно за слушателот и за корисникот кој што го користи, да биде многу пристаплив и многу полесен за користење и за навигација, за дознавање на нова музика и за истражување на нови работи и не само поврзани со музика, бидејќи Spotify сега веќе е и најголемата платформа на подкасти. Ја кога почнав да слушам некако кога направив премиум акаунт и кога почнав прв пат и си реков че ќе направам една плейлиста, од таму ќе почне се, од овде ќе почне да работи алгоритмот и да ме дознава и ја каква музика сакам. Се уште ја памтам првата песна која што е ставив онака. И од таму почна се, уште не бев толку well versed со плейлистите и става се и свашта неколку пробни ствари, па едната недела не ми се погоди релиз рейдерот ми даваше некои скрос рандом ствари, обскюр ствари што не ми се свиѓа, но како продолжи сето тоа и колку поинтензивно го користиш, се подобро и подобро станува со тоа што буквално алгоритмот е таму. И мислам дека е еден од ретките каде што на еден начин работи за тебе. Ја искрено верувам дека за големите социјални мрежи и се тоа што е поврзано со интернетот во голем дел алгоритмите не се наменети да работат за тебе, но овде некако е многу подобро за да ти дадат тебе најдобар listening experience, бидејќи се работи за контент кој што уствари спротивно сакаш да го слушаш. Така што мислам дека ако слушател вреди за парите што ги плаќаш за да добиеш, посебно ако си сериозен и ако сакаш стварно да консумираш музика на таков начин, со тоа што ќе го имаш моментот каде што quote ти е сервирано на тацна, но секогаш има шансата и ти да истражаш повеќе со тоа што да го нахраниш што толку алгоритмот за тој да ти дава и такви рекомендации. Така што од тој поглед и од мене од таму и тргна сето моето копање, бидејќи јас од секогаш сум копал музика по музички блогови и по некои чудни сајтови кои што онака инаку немале никаков social engagement, но на крајот на денот се овде е стаено на едно место и доколку не е official релиз, секогаш ќе можеш да го најдеш некаде, но во поголем дел и артистите сега што ги слушаме, па дури и сите тие, знаеш како ги велиме? Underground артисти, дури и нивната музика веќе се наоѓа овде на овие стриминг сервиси и едноставно не постои албум кој што не можеш да го слушнеш овде. Така што тој момент каде што јас слушам музика на SoundCloud за да биде ко некоја карактерна особина на човек, мислам дека веќе тоа не постои, бидејќи стварно се отврли со тоа што многу луѓе го ги сменија сите тие стриминг сервиси и своји некои чудни плейлисти со слушање едноставно музика на Spotify и креирање стварно на плейлисти кои што си имаат свој посебен вајб. Ја тоа го правам. Веќе имам паблик некој 20-21 мислам плейлиста. Можете да идете да ги преслушате сите ако имате доволно време. 80 песни една не се повторени, толку се разновидни и така што мислам дека нема негативна страна на сето тоа, барем според мене како слушател кој што е стварно онака музички сноп и секој петок ги преслушува. Минимум еден daily mix, минимум релиз рейдер онака во целост и Discover Weekly цело време се на ротација, па дури и другите ствари кои што ги дава на премиум юзери ко приказни кои што ги прави со дел од подкасти кои што ги имаат тие, па артисти, па нивните неколку песни. Тоа се многу добри работи кои што Spotify стварно знае да ги прави добро. Знае да ги направи за тебе и мислам дека посебно за фановите од Македонија кои се допрва ќе почнат да слушаат на Spotify, ќе дознаат уствари што прави самата апликација за тебе. Имаме тука некои прашања, дали кога лајкам песна си ја саботирам селекцијата, алгоритмот, бидејќи што му дадам знак на Spotify дека нешто ми се свиѓа, почна само тоа да ми го пушта. Па да, теоретски ако ставаш лајк на тоа што, значи вака, неколку параметри Spotify следи, ако ставиш песна на плейлиста, на твоја плейлиста, тоа е многу голем знак дека песната ти се свиѓа, исто така ако ставиш у favorites, тоа е голем знак дека песната ти се свиѓа. Ако ти ретко ставаш песни во favorite, и ако имаш само малку песни таму, најверојатно ќе пробувате и ги дава песните кои се слични од тие, но ако малце почесто ставаш песни во favorites и не ги тргаш, туку ти стојат таму, или ги распоредуваш песните по плейлисти, он ќе има подобро, пошироко да речеме знаење за тебе што би ти се свијало, што не. Сега, релиз радарот кој излага секој петок, ти го прави според тие песни што ти се свијаат, но секој понеделник има друга плейлиста која е првата таква плейлиста, автоматизирана, персонализирана плейлиста на Spotify, се вика Discover Weekly. Јас лично не ја користам бидејќи јас и така и вака многу истражувам и више ми е и хаос. Discover Weekly не го отварам бидејќи е многу разновидно, бидејќи таму ти дава артисти кои не ги имаш слушнато најчесто или проекти кои ти поминале,
неслушнати, слични на оние артисти кои се во фаворитс, така да мислам дека за тебе Облак во сукне би било подобро релиз радарот би ти вадил песни базирано на тоа што ти е лајкнато, а Discover Weekly би ти понудил нови артисти слични на нив и плюс нешто рандом. Плюс има и многу други плейлисти. Има едно 20-тина такви 15-тина персонализирани каде што на пример Трајче ми кажа за тие има една плейлиста која ти ги става сите песни кои ги имаш вратено на репит од почеток кои ги имаш пуштено. И тоа е многу добра плейлиста да се вратиш после одреден период да видиш што си преслушувал онака интензивно и активно. Една од тие плейлисти е каде што која е песната која што ја враќаш цело време и тие што ти најмногу ти се во ротација. Но многу е интересно за таа првата, бидејќи за таа да функционира буквално песните треба да не завршат и ти да ги земеш и да ги вратиш назад со слайдот. Така да мислам дека тоа е вистинскиот онака показател дека таа ти е стварно најслушаната песна. Таа што ќе ти се најде прва најгоре, дефинитивно е најслушаната од твојот цел Spotify. Lemon Pepper Freestyle. Апсолутно. За мене претходната година беше Time Flies. Така што Дрейк како и да е Reign Supreme, мислам дека и низ мојот и низ твојот Spotify. Да. Курчо вика, кој уживател не сакам да се ослонам на алгоритми, сакам да буричкам без да ми препоручува. Па добро, тоа можеш да го правиш, не мора да ги отвараш тие плейлисти кои се направени за тебе, но на пример мене релиз радарот ми е Godsend. Искрено бидејќи сакам да следам хип-хоп, трап, афробит, реге, дури хаус ми вади Клептон, Black Coffee, тоа што сум слушал. Не можам да стигнам да ги најдам сите песни на едно место. Убаво пиша ти ми фали ерата на блоговите, мене ми фали малце ерата на блоговите, бидејќи тогаш имаше помалце музика и тогаш идеш во вторник, гледаш што излегло, што е ставено 5-6 албуми и имаш време тие 5-6 албуми да ги преслушаш до следниот вторник. Сега излага во петок 30 проекти кои мене ми се допаѓаат и ако Spotify не ми го направи тоа на релиз радарот, ја нема шанси сам да го, бидејќи немам каде да ги видам кои се новите изданија. Мене тоа ми е, можам да ги срчам, не ми е проблем, но нема ни да знам дека нешто излегло, бидејќи ги нема блоговите од друга страна. Сега тука за тоа тој алгоритам работи толку добро. Не е дека ти треба да се ослониш само на него, тука едноставно тој го прави корисничкото искуство уште подобро. Апсолутно. Мислам дека и Spotify, не знам дали е тоа за paid useri или не, но има и како фид за артисти кои што ги следиш и некако како во таймлайн ти ги дава стварите они што ги вадат, дали без разлика тоа дали се синглови, дали се проекти, и тоа е уште еден начин на кој што можеш да ги следиш сите нив. Така што јас тоа го правам, имам лајкнато преку 200 артисти кои што ги следам и секој пат ќе се појави нотификација, дури можеш да кликнеш на неа и да пролисташ се што имаат извадено во одреден домен, нека ти ако испуштиме нешто се случува и да ја искористам тоа и за да видам нешто за на Пандамониум во случај ако сме пропуштиле, но треба да го покриеме бидејќи знаеме кои артисти најчесто вадат, така што мислам дека на крајот на денот се зависи. Во поглед на тоа што кажа Облак во сукне, јас на пример не користам liked songs, не ги ставам во like, тука едноставно само ги правам pick and choose и ги ставам по плейлисти со цел јас убаво да дефинирам што како ми се свија и во која конотација ми се свија, со која песна ми се свија, не дека само ми се свија, и мислам дека тоа некако мене ми е направено за поише да мене да ми прилега. Тоа е многу интересно бидејќи Spotify користи многу начини, различни начини да ги означи песните, да ги стави, да свати со која одговара, и меѓу другото тоа уште од почетокот, уште од пред 7-8 години го прави преку луѓе као Трајче, кои се музички снобови, кои многу добро си ги знаат своите плейлисти, кои многу внимателно си ги курираат. Он пробува од некои плейлисти кои смета дека се добри или дека се популарни, он пробува да свати која песна со која одговара и со насловот и описот на плейлистата пробува да свати во кој контекст одговара. Ако ти имаш, например, Naija Music, The Best Nigerian Music, он сваќа дека ова за тебе е најдобрата нигеријска музика и он сваќа која песна со која одговара на плейлиста и така пробува да стави самата песна, да ја даде значење кај стои. И после ако јас сакам да слушам нигеријска музика, он ќе ми препорача таму. Сега е многу покомплицирано него што звучи, но така некако работи алгоритмот, да не влагаме многу во алгоритмот бидејќи има многу што се збори за ова, може да напишеме текст, може да направиме друг спешал, може да направиме некој видео, но ајде да речеме за обичниот слушател на музика. Зашто би требало да се префрли на Spotify? Мене едно прашање кој не стигнав да го поставам денеска на стори, но мислам дека на Пандамониум немаме баш таква под наводници обична
публика за музика, ме интересира како луѓето слушаат музика додека вежбаат. Или додека се возат во бус или додека патуваат во кола, бидејќи ја претходните години таму пред да направам Spotify, таму тој период 2016-17, негде 18, имав огромен проблем да слушам музиката што сакам прво додека трчам. Бидејќи комплицирано е се стави, па сега више не можеш да најдеш каде да ја симнеш и дали ќе симнеш сингл по сингл, па кои синглови ќе ги симнеш. Некако тоа не ми е јасно како луѓето слушаат и мислам дека Spotify едноставно целата музика имаш во една апликација, без разлика може да имаш и фри акаунт. Релативно ефтино е, постојат и пакети со 6 акаунти за некои 15 евра, така нешто. Така да ја мислам дека вредноста дефинитивно ја добиваш и со премиум акаунт, но и за обичен под наводници обичен слушател, ако не те интересира толку релиз радарот, ако не те интересира толку да откриваш нова музика, туку сакаш да се слушаш веќе проверена музика, мислам дека е многу добро бидејќи и Spotify ти нуди плейлисти за буквално секаков муд, секакво расположение, секоја активност, трчање, пливање, вежбање, одмарање, хип-хоп, латин, најдобриот рап кавијар, new joints од хип-хоп, значи има милиони илјадници плейлисти, но исто така сме ние тука као независни, да речам, куратори на плейлисти како Pandemonium, Iris Crash Activity, сите други блогови, Hypebeast Sounds ги напишав, Hip Hop Numbers, има плејада на плейлисти, едноставно треба да си го најдеш тој што најмногу ти одговара и тој што најдобро ти го погодува вкусот за музика и да се препуштиш, да си фоломнеш на 15 на 20 плейлисти и да не се замараш. Така да мислам дека е погодно многу и за слушање и за луѓе кои не се толку големи фанови на музика и кои не ги интересира толку многу. Апсолутно, и мислам например, знаеш како и не е секогаш интересно е дека Spotify не фигурира ко социјална мрежа, но го имаш тој момент на следење и на луѓе. И например мене ми се има случајно да следам неколку плейлисти од луѓе кои што ги имам упознаено онака на некои Discord канали, без разлика тоа дали било на серверот на Kenny Beats, уз муабет или само едноставно ја пратил плейлистата па од чисто љубопитност да видам што е и што се работи и имам влезено, имам сватено дека ова е феноменална плейлиста, па ја имам фалоунато, па ја следам, ја преслушувам цело време. Така што мислам дека кој што кажам, многу постојат на еден начин quote-unquote креатори и куратори на такви плейлисти, кои што на еден начин само си ја презентираат музиката која што сакаат да ја презентираат. Ние бидејќи следуваме и застапуваме повеќе работи, пробуваме и креираме паралелно повеќе плейлисти, така што сакаме и ние да бидеме апилинг на повеќе луѓе и на обичниот слушател. Едноставно некој сака да дојде да ги слушне најдобрите 10 бенгери неделава, тоа го има кај нас. Сакаш да направиш deep dive на нешто, имаш guest selection, имаш ова, имаш она, така што мислам дека имаме мора и од наша страна и од самите юзери, корисници, мора да имаме и таква во секој момент знаеш дека можеш да се потпреш на некого. Бидејќи знам ако отидам на Iris Crash профилот, знам дека ќе најдам плејада од плейлисти, сите се напишани и сите се именувани на одреден начин и знам што следи. Ја на пример од друга страна не го правам тоа, намерно само ги именувам онака со бројки, бидејќи сакам да не давам на дозналост што носи самата плейлиста, некогаш можеби мал хинт ќе има во сето тоа, но на крајот на денот сакам едноставно луѓето да стегнат, да пуштат плей и да остаат. Плейлистите најчесто ми се долги, некои се случува и да се по 77 песни долги и до 80, и едноставно сакам да пуштат плей и да остаат. Не е ни битно како ќе ја пуштат, нека ја пуштат на шафл, но само нека ја пуштат едноставно. Мислам дека и тоа си има и некоја естетика и во таков момент кога ќе правиш нешто едноставно, да се препуштиш на музиката, да му веруваш некому и да чуеш нешто ново. Тоа е основата, тоа е суштината уствари на целата работа, целиот муабет со курирање плейлисти, од таму потекнува тоа уште пред да биде се достапно, што од времето кога не е се достапно, кога имало од луѓе кои се труделе да искурираат плейлиста или микс или селекција да направат CD пред 20 години, бутлек, микстейп да снимат од касета од радио на касета и да го дадат тоа на луѓето. Тоа е духот кој Spotify го одржува и го носи на многу високо ниво. Ајде да резимираме за крај од страна на слушателите. Зашто треба луѓето да се пуштат? Ја ќе кажам во кратки црти зашто треба да направат акаунт. Ако им одговара фри, ако не премиум, зависи што им одговара финансиски. Секако мислам дека е многу лесно за користење и има скоро цела музика од светот. На тацна ти е ставено, ако не сакаш да се замараш, само треба да си најдеш правите, тоа се прави брзо. Ако сакаш да се замараш, имаш
целата музика од светот, да истражиш дали преку плейлисти, дали преку артисти, дали преку, тоа ни го спомна Марина пред некој ден, дали преку радио на еден артист, дали преку радио на една песна, значи самиот Spotify прави шафл селекција врз основа на една песна. Ако сега тебе ти се свија новата песна на CJ, да ја речеме, и на Funkmaster Flex, он ти дава радио, ти прави селекција на музика базирано само на таа една песна. И ти можеш од таа една песна да истражиш многу. И знам дека и Марина така многу ми истражува на афробит, и ја така истражувам афробит, реге, латин мюзик исто, значи музика која не ја познам толку, која што не ги познам толку добро артистите кои се активни и актуелни. Оставам Spotify да ми каже кои песни се слични на таа одредена според него. И тука си наоѓам нови артисти, па ако чуеш песна која ти се допаѓа, ќе го отвориш артистот, па ќе го преслушаш целиот албум и така натаму и така натаму. Така да ја мислам дека Spotify може да се слуша офлайн, може да се слуша дека се вежба, дека се трча, има подкасти на него, милион други функционалности и мислам дека е единствено логично. Не мора да е Spotify на крајот на денот, може дека е Deezer, окей, Deezer, Apple Music, окей, Apple Music, ние збориме за Spotify бидејќи двајца да го користиме, но стриминг сервис треба да се користи од 2021 поради минимум 10-15 причини. Апсолутно. Ја на крајот на денот, знаеш како, мислам дека се повеќе се работи за convenience него ли било што, но не со негативна конотација. Ќе речам дека е позитивна бидејќи стварно не гледам едно нешто. Единствена замерка која што можам, но мислам дека тоа е она собствена замка која што си ја правиме самите, додека влеземе во некој затворен круг, онака на неколку песни или на неколку артисти и нормално алгоритмот кружи таму. Тоа ми се има случајно мене на самиот почеток, каде што сватив дека само е одреден вид на артисти, неколку 20 на 30 ми дава и не слушам ништо повеќе. Но сватив што е, знаев како да искочам од тоа, да изманеврирам надвор од сето тоа и многу лесно некако си ја поправив таа грешка. И мислам дека тоа е единствената работа каде што доколку користиш Spotify или било каков стриминг сервис, тоа е единственото нешто за кое што треба да пазиш. Доколку сакаш да дознаеш нова музика, треба да пазиш на тоа. Во спротивно, не постои една работа која што е лоша само по себе како стриминг сервис и мислам дека тоа е начинот на кој што консумираме музика веќе во 2021. Со оглед на тоа дека интернет, достапност на интернет имаат сите, смартфони имаме сите, нема потреба едноставно да ги имаме песните во телефон. Иако, морам да бидам искрен, и ден денес чувам неколку песни, неколку албуми, кои што и не можам да ги најдам моментално на стриминг сервиси, но тие се со причина такви кои што се и затоа ќе останат цело време во мојот телефон. Но на крајот на денот тоа е албум 2, кој што едноставно имам причина зошто е тука. Да. Доколку го има на Spotify, немам проблем, ќе се префрлам целосно таму. Тоа е тоа. Морам само да кажем уште една работа за алгоритмот пред да се префрлиме на Spotify за артисти. Алгоритмот е people based. Што значи тоа? Значи тој не нуди песни врз основа на тоа песните се слични меѓу себе и се тоа. Но Spotify пробува да најде кои јузери од целиот свет се слични на тебе, на првиот јузер. И ако ја и трајче слушаме иста музика цело време, и имаме, да речеме, теоретски идентична плейлиста, и трајче пушти една песна повеќе од мене, следната песна што мене ќе ми ја понуди е таа. Значи он прави паралела помеѓу луѓето кои слушаат музика. А не, значи музиката си одбележана некако, но он ти нуди тебе според некој друг човек што слуша слична музика на тебе, што он слуша, он тебе тоа ти го нуди. Тоа е многу интересно и затоа е толку добро. Затоа толку добро работи, бидејќи друг левел е тоа. Да. Добро, нормално ти веќе имаш поише навлезено во сето тоа и поише имаш истражено. Јас сум повеќе од гледна точка на корисник кој што ги приметува сите тие работи, можеби не во детали, но едноставно као ми интересира сето тоа како функционира, бидејќи кој што кажа Курчо, и мене многу ми фали тоа блог порано деновите на блоговите, бидејќи сам знам колку кој што значи блог, бидејќи водев еден уште во 8 одделение. И мислам дека можеш тоа да го имаш овде, но можеби не во тој формат, бидејќи секогаш ќе фалат она physical downloads и барање на 320 на интернет на некои непостоечки страни, но мислам дека сега веќе, откако го имаш ово овозможено,
и доколку имаш и премиум акаунт, можеш да ја слушаш музиката на највисок квалитет, барем ја слушам така бидејќи сум покрај тоа што сум музички сноб и сум аудиофил и не можам да слушам музика на лош квалитет. Мислам дека тоа многу ти го пружи на едноставен начин и има голема вредност за сумата која што ја плаќаш на месечно ниво, така што не гледам лоша точка во користење на стриминг сервиси. И единственото нешто што ме нервира е тоа што на крајот на денот некако стриминг сервисите, конкретно Spotify, не се толку многу фер кон артистите во поглед на плаќање и исплаќање на ројалти за користење на нивната музика. Ајде да се префрлиме на таа тема. Мислам дека одлична транзиција беше тоа и начнавме одличен муавет за да го направиме тоа, бидејќи тоа не смееме да не го спомнеме кога веќе збориме за стриминг сервиси. Мило ни е дека има артисти во чет, ако е Таско тука, се надевам дека е тука, ако е Таско тука, сакам да ни пише некоја споредба груба, бидејќи знам дека они имаат поише плейс, да ни пише некоја груба споредба сумата која им стига кај нив од YouTube и од Spotify, бидејќи тука горе пиша дека YouTube плаќа повеќе од Spotify, според тоа ја што истражував тоа што е официјално, тоа не е така, YouTube плаќа помалку од Spotify за view, бидејќи се третира по тие некои видео тарифа да речам, а Spotify аудио, Spotify плаќа релативно малце, но тоа е многу длабока тема за дискусија. Како се остикаш ти за ова? Ти мислиш дека треба да бидат платени артистите повеќе? Колку повеќе? Искрено не ни знам колку иде по стрим, знам дека има различни категории, дека нормално питата се дели на многу делчиња таму, дека не е така едноставно, но на крајот на денот знам и тоа е докажано дека Spotify, бидејќи има голем маркет кеп и дека во голем дел го на еден начин има целиот тој стриминг маркет барем во 50%, можеби и повеќе. Мислам дека го користи тој левредж за да намерно ја спушти цената на стримот во споредба со други стриминг сервиси ко Tidal, кои што онака дури многу, не знам колку, но знам дека е многу разликата. Но сваќам и зошто е тоа така, бидејќи стварно има две страни на паричката, каде што нормално се претплатуваш на сервис каде што го користи 70% од корисниците кои што користат воопшто стриминг сервиси, и нормално е да Tidal го прави тоа со цел да примами поише артисти, а со тоа и да примами повеќе луѓе да ја слушаат музиката таму наместо на Spotify. Тоа е мојавата, значи Spotify самата вредност добива од тоа што има повеќе слушатели таму и музиката ти е достапна до многу повеќе. Значи ја нема да го бранам Spotify, но мислам дека и не се толку ниски. Да, се ниски, но мислам дека ако направиш математика од страна на артист, не е дека има на друг начин да заработиш многу поише пари. Мислам дека и многу артисти бараат многу, реално не ни заслужуваат толку, бидејќи за ако имаш ти пример 5.000 или 10.000 или 100.000 плейс, не може ни да заработиш милиони, за жал. Така и да ти работи, плюс стримање е друго, купување. Кога некој ти купува албум, ти купува само еднаш, ке ти даде 300 денари и толку више никад. А вака кога ја стрима теоретски, да, можеби нема никад да стигне до 300 денари да направиш од македонски стандард, но за глобално ниво, ако речеме, кога тебе ти се стрима песната постојано, имаш интересен пример, онакви божикни песни се повторуваат сега години, имаат многу голем инкам и, например, сега предпоставувам дека на DMX, например, семејството негово и издавачките куки кои имаат правата ќе заработат многу пари после неговата смрт. Rest in peace DMX. Знаеш како, имам некако за луѓе кои што се заинтересирани за ова, има и едно многу интересно видео кое што не знам дали Дарко се сеќава или не, но му го пратив и нему. Видеото се вика Темната страна на Spotify и конкретно збори за Spotify и за сите тие работи што ги прават малце во позадина. Може би не толку битни за самиот юзер, за корисникот кој што ја консумира музиката, него ли за артистите кои што ја ставаат музиката на таа платформа. И нема да навлагаме многу во детали овде за што тоа се дешава, но мислам дека и Spotify, затоа ја реков дека го користи тоа. Го користи во негативна конотација, бидејќи постојат многу стриминг фарми, односно некои онака луѓе кои што имаат милион телефони во една просторија и цело време имаат ботови каде што стримаат песни на Spotify за да креваат. Многу голем дел од раперите ги луѓето ги имаат колнато дека го прават тоа, дека на еден начин
прават инфлација на стримови непотребно само на Spotify и тоа не се соодветствува со нивните monthly listeners, бидејќи за Spotify стрим да се рачуна треба само да имаш 40 секунди play time и после можеш слободно да ја вратиш песната и тоа ќе биде уште еден стрим. Така што мислам дека позадински многу се прават ствари, тебе ти имам кажано, мене ми се има случајно многу чудни работи со мојот Spotify профил, каде што бидејќи нема 2FA, немам освен пасвордот како да си го заштитам мојот профил и си има случајно онака да следам некои чудни workout плейлисти со многу чудни песни со некои тех хаус битови кои што музика која што инаку не ја ни слушам јас. Така што во тој аспект мислам дека Spotify ја користи својата позиција како најдоминантен стриминг сервис, но мислам дека тоа не штети во голем домен на самите корисници ко консумент. Гледај, стриминг и view farming имало и ќе има и таков е, тоа е слаба точка на тој стриминг модел, дека можеш така да го изманипулираш, но тоа е тоа. Ајде да видиме за локални артисти, зашто они треба да ја ставаат музиката на стриминг сервисите, бидејќи ние направивме на МК сцена плейлиста и на YouTube и на Spotify, каде што ги ставивме сите песни кои ги имаме пуштено да се на МК сцена и плюс некои малце постари кои излегоа во 2020-2021 пред да почнеме со радио емисијата. Но видовме дека ако да речеме на YouTube плейлистата ставивме околу 70-80 песни, на Spotify немаше ни 20-25. Факт е тоа дека младите и новите артисти не се трудат да стават својата музика на Spotify и мислам дека е многу голема грешка. Као прво, да, можеби не ја гледаат важности, можеби кошта да се стави некоја песна на Spotify, но еве јас како слушател на музика, јас мојата музика ја слушам на Spotify. Ако треба да излезам од Spotify да ја чујам твојата песна, ако ја немам тука, ако треба да ја се отворам YouTube апликација да ја слушам твојата песна и не можам да ја слушам додека вежбам или додека трчам, нема да ја слушам. Ако не можеме твојата песна да ја ставам на ранинг плейлистата за Red Bull која направивме, која е енергична и добра за трчање, која е поентата? Едноставно не си нистото место со целата светска музика. Ни со Drake, ни со Kanye West, но не си ни со твоите идоли, не си ни со, да речеме, дали некои рапери или трапери. Кога би постоела твојата музика на Spotify, би можела многу полесно да стигне до луѓето и ќе бидеш на едно исто место со сите други од целата музичка сцена. Се слагам, например, од поглед на финансиски аспект знам дека можеби на крајот на денот и нема да има некаков гејн. Реално ретки се артистите кои што имаат финансиски гејн од тоа колку нивната музика е слушана и е гледана на еден начин на YouTube, но кој што кажа, повеќе се работи за да биде музиката подостапна до фановите, и тоа се базира веќе откако знаеш дека нема да имаш некаков financial gain од сето тоа, подобро барем да не ги агитираш луѓето уште толку со тоа да треба да идат на некои други платформи само за да ги слушаат твоите песни. Нема да имаш ни financial gain и на YouTube, само на YouTube е многу полесно да ставиш песната. И плюс фокусот е се уште на видеа, на вадење на песна преку видео. Има толку голем ефорт за правење на видеото. Да, супер е тоа, се закачува видеото на YouTube, но видеото ќе го гледаме еднаш, два пати, три пати. После треба да имаме каде да ја слушаме песната кога ни се допаѓа, така. Апсолутно, да. Нормално е тоа и мислам дека и тоа е случајот со мене, каде што еднаш, два пати, три пати ќе ја слушам песната некаде и после не сакам да го гледам спотот или што и да е. Едноставно сакам да ја ставам, сакам да најдам место во некоја плейлиста да ја сместам и кога ќе дојде времето да се пушти, сама ќе се пушти. Мислам дека тоа и знаеш како, многу ме радува дека еве конкретно нашите другари и луѓето кои што се сега во моментов најпознати овде во Македонија го користат тоа и го прават тоа и ме радува, еве овде беше Таско, знам дека и тој секоја песна ја става на Spotify, ја аплодира цело време, прво дури иде таму паралелно со YouTube, што е многу добро. Курчо го прави тоа, го правиме заедно тоа, Секси Марса го прави, Драге го прави. Така што мислам дека тоа е добар пример. И мислам дека вреди тоа да се направи, бидејќи на еден начин кој што кажа ти пак се врати околу тоа. Иако можеби нема некаков financial gain, луѓето кои што ти ја почитуваат музиката и кои што ја сакаат, некако многу поише ќе те почитуваат. Барем од моја гледна точка како фан, секогаш сум благодарен кога ќе ја има нешто. Ја креирав Spotify плейлистата и многу се израдував дека стварно има некаде околу отприлика 40% од музиката која што беше на YouTube се појави на Spotify и тоа многу ме радува.
Да, гледај, не ни треба секоја песна да биде на Spotify, ако е некој фристайл, ако е нешто така по-неофицијално, окей да си биде на YouTube, но ако се работи за сериозен проект, за албум, за микстейп дури, ако битовите не се крадени, ако може да се користат, треба да се закачи бидејќи ќе биде подостапна за сите. И јас сум искрено оптимист дека луѓето можеби за 1-2 години, можеби за 5 години ќе се префрлат. Но ајде да речеме, ајде да отрнеме малце на страна да излеземе од Spotify. Ако ја ставаш музиката на Spotify, најверојатно ја ставаш преку DistroKid, SoundCloud или некоја друга таква платформа или сервис, но истата ја става на сите платформи. Ќе има и на Instagram Music, што за мене Instagram Music е можеби најдобар начин за промоција. Ако те речеме TikTok е најлесен начин и за да некоја подетска генерација, Instagram Music е legit начин да твојата песна да биде слушната на Instagram. Што многу повеќе ќе помогне ако имаш на Instagram Music и ја ставиме снипет да се слушнат 15 секунди, отколку да го видиме каверот или слика од видеото или скриншот од YouTube или бидејќи actually ќе имаш шанса да ја чуеш песната. Ќе може твоите другари да ја стават на стори, не знам дали се заработуваат пари од тоа, пак зборуваме за многу мал пазар и најверојатно луѓето кои не слушаат и се артисти со помала слушаност, но сепак по-профи е, посебно за музика која треба да биде дел од некој проект или дел од некоја целина и значи за артистот, а верувам дека музиката што се вади би требало да значи, мислам дека треба да се најде на Spotify. Јап, и само се надевам дека, еве, кој што кажа Драги, се согласувам со него, дека сепак се работи за мала таргет група, посебно овде во Македонија, каде што реално многу мал процент користат стриминг сервиси моментално, но искрено позитивно се надевам дека ќе се смени тоа на подобро, дека многу повеќе луѓе ќе користат во иднина и дека стварно тоа ќе им дае и на еден начин и кураж за артистите да ја аплодираат музиката и да бидат натерани на еден начин да ја ставаат таму. Ама едно со друго е поврзано, брат. И уште една работа мора да се разграничи, а и за тоа многу често и views на спотови, например, и не се реалната бројка за една песна колку е слушана и слично, бидејќи спотот ќе се гледа еднаш, два пати, три пати, ќе се чуе на YouTube, ќе отворат луѓе и што треба да отворат и луѓе што не треба да отворат, луѓе што ги интересирало, што виделе некоја девојка што им се свија на видеото или ради некоја X причина отвориле, сакале да видат што е работава сега. Но што правиме со повторување, со слушање постојано на песната, значи која една песна ќе влезе во ротација кај некој човек, дали тој постојано ќе оди на YouTube да ја слуша? Ја мислам дека тука е грешката, на пример, тука е грешниот пристап на тоа да се проба да се збркаат што повеќе views првиот ден, да, ќе има првиот ден 10.000 views да речеме, окей, супер, браво. Колку после ќе се вратат да го чујат тоа? И дали ако се враќаат ќе се вратат да го чујат на YouTube или можеби ќе се вратат да го чујат на друго место? Као стриминг сервис. Пак се тоа можеби мали бројки, но како и да ја зборуваме за мали бројки. Секако се мали се бројките, дали е на YouTube или е на Spotify, пак се мали. Да, на Spotify се помали, но може да добие поинако вид на слушање на самата музика. Да, некако, барем за мене е некако позначено додека се доколку не се работи за спот, па дури и кога е спот, мислам дека после извесен период веќе самата песна губи на значење и едноставно останува онака таму каде што е. Но се додека е на стриминг сервис и се наоѓа дел од некоја плейлиста, во најмал домен може да биде онака на неќење пуштена и слушана и да се навратиш на некои моменти и да се присетиш на нешто, па да те одведе во друг правец. Ами може да се најде друга примена, да биде користена за трчање, да биде користена за некој додека учи му одговара, да биде користена во некој друг контекст скроз. Некоја песна што е пример забораена, на пример ние на оваа плейлиста имаме ставени песни од пред 2-3 години и од пред 10 години од DMX и од Kanye, бидејќи тие песни одговараат за трчање или за вежбање. И некако си наоѓа самата песна друга примена, не стои само таму на YouTube заедно со сите други влогови, видеа, глупости, македонски YouTube и секакви други онака глупости. Да, мислам дека баш кој што кажа, според мене барем, добива онака a life on its own и мислам дека може да биде да се даде шанса и на самиот слушател кој што ќе слуша да му се даде шанса да ја намести во некоја плейлиста,
па макар и да е еден, двајца кои што стварно ќе има значење за нив. И мене тоа ми е окей. Барем јас знам конкретно, еве на пример, овде се Курчо и Драги, знам дека и нивни песни, нивни посебни проекти онака ми се наоѓаат ден денес во плейлисти и се случува да ја слушнам. Посебно никад доста ми е стајана во тие најенергетичните и цело време се навраќам на неа, ја пуштам и кога ќе се врати онака ќе ми текне, ќе се сетам на убави времења и ја оставам да врти. Тоа е тоа, ќе се дојде времето. Само уште една работа кога сме кај ова, еден светски тренд што го приметивме со Трајче е дека веќе артистите од светот прво ја ставаат песната на стриминг сервисите да си тлее 1-2 недели, 3, па тек после тоа вадат спот, ако воопшто извадат, што е само еден знак дека таму да работите и така треба да е. Дека тоа е примерен начин на слушање на музиката во светот. Кај нас дали ќе дојде, кога ќе дојде ќе видиме, но сепак како ништо друго како артист е добро да бидете пионер во некоја работа, да бидете меѓу првите што ќе прават тоа, а не да почнете да ја ставате музиката откако сите ќе дојдат таму. Апсолутно. Треба бидете во тек, како да работите, да бидете во тек или малце пред истите. Се надеваме дека ќе видиме што повеќе македонска музика на Spotify и ќе биде квалитетна да добие repeat value, бидејќи ако нема repeat и replay value, без разлика кај ќе ставиш, нистото се сведува, така. Така. Заследете ги профилите на Драги и на Курчо, тие ги дропнаа сега во коментари. Ние наскоро ќе постираме и нашата плейлиста, ќе има линки до неа. Слушајте македонска музика, стварно поддржуваме артисти, стварно сакаме да поддржуваме артисти и мислам дека овде сме овде, мислам дека секогаш ќе биде така. Секогаш ќе сакаме да даваме шараут за луѓе кои што се трудат и креираат музика, кои што ставаат онака време и под во неа. И само останува да го имаме кажано ова на повеќе наврати, се додека ви треба, дали и воопшто ако ви треба било каква помош за аплаудирање на музика, за дистрокит, за што и да треба, веќе сме на еден начин онака експириенс во тоа и имаме некое искуство. Ве молиме, пишете ни, ќе средиме, ќе ви помогнеме на било каков начин. Доколку го сакате да пишете на некој, да стапите во контакт, ние ако сме некој медијан и тоа ќе го направиме, секогаш го правиме за наши луѓе. Отворени сме да правиме за било кого, да помогнеме на било кого за било каква музика. Така да ве молиме, искористете, не пишете ни, ќе нарадува многу тоа доколку сакате да ви помогнеме или да ви даеме било какво мислење во врска со музиката. Дефинитивно, брат, многу во кажано. Тука некаде треба да ја пуштиме и новата трака на Секси Марса. Предпремиерно беше секси кај мене вчера, изслушнав некоја музика што ќе биде дел од неговиот проект, продуциран од Петар. Петар е со нас во чет. Секси најверојатно си го прославува својот роден ден. Најсреќен роден ден Секси Марса. Нека му е со среќа. Слушнав интересни песни и он сакаше така роденденски да ја пуштиме оваа песна. Не се знае точно кога ќе излага и кога ќе иде во етер, но имавме супер реакции претходниот пат од траката на Курчо. И мислам дека и Марса се инспирираше од тоа. Мислам дека има добро комјунити тука, 20 луѓе кои ќе дадат искрен коментар и кои најверојатно дали ќе им се допадне или не ќе си го дадат своето мислење. Само нешто не можам да ја пуштам сега моментов. Али да пробам уште еднаш. Направивме доста добар муавет и доста долго. Инаку, сакам да спомнам уште нешто во врска со проектот на Марса, во долго исчекување сме. Песната која што сега ќе ја пуштиме предпремиерно е песна која што тој буквално ја најавува и ја тиза скоро една година, можеби и фазла. Песната се вика Фазла? Па не знам искрено. Фазла, од кај овој збор? Ти од Радовиш си бе, брат. Мислам дека се работи за многу време, цело време ни ја постира, како и да е, ни ја пушта, ја става на стори. Го молевме онака да ни ја дае, да ја пуштиме, да ја споделиме со луѓе. Сега еден ни дозволи, искача Марс Тейп во соработка со Петар. Едва и го чекаме албумот, ќе кажеме и накратко нешто што знаеме и што можеме да кажеме за албумот. Но на крајот на денот Секси Марса за мене останува еден од најинтересните, најпаметните артисти. Не дека ми е другар, туку тоа најискрено го мислам дека таков човек со таква харизма и со толку знаење од поп култура пред се и начинот на кој што ги кажува работите е единствен и е многу убири, смешни текстови прави и онака дури кога ќе сватам некоја референца, имам насмевка на мене бидејќи реков како го имам доволно тоа познавање од поп култура да ја сватам референцава што има Марса у песна.
Да, и кога ќе го извади проектот, мора да направиме ја ти објаснување за тие референции, бидејќи Мора. мислам дека голем дел од луѓето не ќе може да ги сватат. Со Genius Annotation со све. Да. Инаку звучи многу свежо, звучи многу разновидно, звучи многу интересно, баш во негов стил, позитивен, како што кажат, рече многу witty lines, многу паметни, многу острумни. Се е тоа лесно спакувано, не е ништо нападно, не е ништо претенциозно на некој начин. Марса is being himself и многу ми се свија. Може да ја слушнеме Павлина, слушнете и вие, пишете ни како ви се свиѓа, продуцентот Петар е во чет, пишете ни како се сеќате за битот и тоа е тоа. Ќе се навратиме и уште може уште малце да прокоментираме за Марса. Доколку имате свои takes, слободно кажете ни. Марса овде ќе се стаи, ќе ги прочита малце погасно и ќе продолжиме после со емисијата. Идеме со Секси Марса, Павлина, неиздадена, но се надевам готова. Уживајте. Секси Марса продуцирано од Лил Петар. Петар, ти си луд. Big up до Петар за битов. Битов е лудило. Марса многу ми се свија како ја вози искрено. Песна има енергија од почеток до крај. Во ние момент не паѓа енергијата. Го имаме тоа што треба да го добиеме од Секси. Оваа песна конкретно нема можеби нека подлабока содржина, но опишува многу работи, го опишува многу добро неговиот стил, а и стилот на Петар може да се каже бидејќи битов е И знаеш што како? треба. Открива сосема доволно за албумот, за да не знае што следува и за кога ќе искочи целиот проект да сватиш дека не се one time онака one trick pony, дека и еве да не должам и да не кажувам нешто многу, но овде Петар тоа што го прави, овде Марса тоа што го прави, и као заедно се спојуваат во ваков проект, да бидат толку разноврсни и да прават толку разноврсна музика која што искрено во некаков домен и ја не го очекував тоа од Петар на пример со таква продукција. Многу ми е мило дека се деси тоа и тоа е тоа кога еден продуцент и еден рапер влегуваат заедно во студио, креираат музика и секогаш ќе се надминуваат самите себе си. Тоа се случи сега со Курчо и со Глуми, тоа се случи со Петар и со Марс, тоа се случи и со сите странски артисти што ги имаме спомнато, кои што имаат колаборации и колаборативни албуми со продуценти. И мислам дека еден артист од посебно од нашава естрада треба да стреми кон такво нешто, да создаде една таква хемија каде што ќе има еден таков проект позади него, каде што ќе има соработка со еден продуцент кој што него најмногу му одговара. И двајцата ќе го кренат другиот на повисоко ниво и ова тука многу добро се гледа. Апсолутно. Ама не, мислам дека тоа е таа хемија кога ќе ја создадеш, кога ќе направиш 7, 8, 10 песни заедно, секоја следна станува се подобра и подобра, бидејќи се сваќате како работите, каков треба да е нажмајанот, какви се прелазите, кој е стилот на Марса, како сака да рапува. Петар како може да ги извади најдоброто од него, да му даде најдобар простор за тоа, плюс одна си остави својот шмек. И мислам дека успеваат во ова, а и тоа што го слушнав јако во се уште во демо верзија ми ветува многу, не сакам да го кревам хајпот, но искрено сум возбуден и чекам да излезе, да биде завршено и да биде паблик, да можат сите да го слушнат. Петар вели да ја пуштиме бабале, не брат, нема да го направиме тоа, се извинувам. Ќе чекаме да искочи официјално, ќе збориме, има време кога да збориме, сакаме да направиме многу пропер интродукција, да даеме шараут за еден ваков проект. Да дојдете на гости со Марса, Абсолютно. да направиме муабет, да јадеме хамбургери од семафор, значи да си биде секој што треба, да направиме пропер промо. Истото важи и за сами за Глуми, истото важи и за Драги. Дечки, првата сезона на Пандемониум радио шоу планираме да заврши некаде заедно со пролета, со почетокот на летото, ќе видиме како ќе биде. Така да, ајде, вајде ги проектите да ви гостиме, мислам дека ќе биде супер на крајот на првата сезона да дојат на гости луѓето Да кои се одјавиме на таков начин. ќе изведат проекти. Апсолутно, да, со тоа што имаме сосема некои други планови за сезона 2, сакаме да истражеме некако, да видиме што како ќе тера понатака, каде ќе тера ова шоу, дали ќе имплементираме некои промени, дали ќе нешто ќе настане некоја поделба во споредба на контент и како ќе се движи емисијата, дали ќе
Искрено се уште немаме некој конкретен план, работиме на тоа, но знам дека ќе има некои промени, па сакаме да завршиме на high note и мислам дека нема повисока нота неголи тоа да си ги да направиме промо за нашите најдобри другари кои што креираат музика и едноставно сакаме да бидеме овде за нив, да ги поддржиме и да ги испрезентираме на луѓето на најдобар начин. Дефинитивно Пандамониум радио шоу број 25 си утепавме од зборење последниот саат. Многу ми се пие вода. Благодарност за сите што останавте со нас до крај. За крај имаме една селекција слична на таа што ја слушнавме на крајот на прошли пат, на прошлата емисија на 24, тоа беше селекција на Марина. Беше комбинација на Afrobeat, Drill, Latin Music, 4-5 песни слушнавме. Нешто такво слично направив јас исто преходната недела. Лани направивме еден интересен микс по повод на брат ми роденденот. Веки му беше роденден у средата. Лани го направивме тој микс бидејќи он почна многу да слуша музика, малце посериозно да слуша музика и да навлага во некои правци кои јас порано ги слушав, како на пример реге. И Лани многу добро се инспирира од тоа, слушаш и UKH, Burna Boy, Stormzy му влезе тоаш многу. Ми беше многу кеф да го направиме тој микс. Тој микс излезе супер. Го направивме онаку една вечер, се зезавме дома у карантин и решивме оваа година да го повториме. Дадон на една плейлиста со некои 30 на песни кои ми беа основа за миксот кој го креирав. Додадов јас некои мои 15-20. Излезе доста солиден микс од 43 песни, трае саат и 40 минути. Решивме да го снимиме и на видео, ги викнавме Боден и Мила, нашите братучеди, дојдоа тука на home party, пиевме по некој пиво, се позаебававме, пуштав малце музика и мислам дека сетот излезе сосема солидно. Може да направам подобри миксови и прелази на некои места, но пред ова правев 3 месеци пауза со пуштање музика поради тоа што бев болен, пишував дипломски такви работи, така да задоволен сум како излезе, многу сум задоволен од селекцијата која направивме, бидејќи опфаќа се од реге до малце лофи, бумбап, хип-хоп, Latin music малце и на крајот завршуваме со афро, така да опфатено е се е некако добро склопено и има тој мешап денски вајб кој ги имавме кој идевме у Катланово на двете журки кои се случија до сега. 2 или 3? 3. А за луѓе што знаат, за и што ја прес како кажав, се збунив, мислев дека Дарко веќе збори и примена да збори за ова. Феноменален микс, феноменална плейлиста, одлична селекција, посебно знаејќи го Ведран и музиката која што ја слуша, знам дека ова е одлична репрезентација на неговиот стил и едноставно е среќна, весела е, разиграна е, има повеќе подправци и подстилови и доколку сакате уживате у таква музика laid back, да пуштите и да едноставно да се препуштите на музиката и слушајте го целиот микстейп, целата плейлиста достапна на Spotify, достапна на YouTube, на сите на секаде каде што може да замислите. Гледај, инспириран од тоа што кога бевме гости на Амок, YouTube не банираше. Решив, и плюс миксовите што ги ставив претходно во форма на аудио на YouTube не ми направи проблеми. По некоја песна морам да ја тримнам, но тоа не е проблем. Подобро да една песна да исечеш отколку да не го ставиш миксот воопшто, па решив и да снимам и видео да видам ова како би отишло. Гледам дека реакцијата е добра, така да може би ќе стане овој навика да ги снимам следните миксови во видео формат. Не е дека имам кој знае што да покажам од страна на скил на грамофони, но сепак најверојатно луѓето сакаат и визуелно да го гледаат тоа. Интересно е дека го крстивме миксот Still Quarantined, инспирирани од делукс изданието на Протоже, каде што песните се викаат Still Royal и Still Blooming и уште нешто. Тоа беше така еден мал трик кој го направивме, кој верувам дека не би го приметил скоро никој. За тоа сакав да го кажам. Исто така направивме плейлиста на Spotify, која е extended плейлиста на која има 60 песни. Таму влегоа и песните кои не успеавме никако да ги вклопиме во самиот микс. Така да плейлистава и миксот се многу добри за слушање преку ден, кога е сончево, има поп вајб, но опфаќа се од реге, латин, афро, хип-хоп и се останато. Така да, ако ви се допаѓа тој стил, ќе пуштам сега неколку траки што се наоѓаат на самиот микс, па мислам дека и ќе ви се допадне и вас. Има песни како La Luz и Mystery Lady кои веќе ги имаме пуштено, и Dem од Омалей и Black кои веќе ги имаме пуштено на Pandemonium Radio. Така да се Pandemonium Radio Certified Bangers. Се заебава Курче чет.
скречам помалце, планирам да почнам малце повеќе да вежбам скил следниот период, но отом потом не ми е тоа примерно беше да се почне Пандамониум, да се слуша музика, да се промовира истата, а има луѓе кои се скречери кои го прават тоа многу подобро од мене и тоа им е фокусот и многу ми е мило дека постојат и такви диџеи во Македонија. Апсолутно, мислам дека мора да постои баланс во сите работи, така што не може еден диџеј да биде добар во се, некои се одлични селектори на музика, некои се одлични технички спремни, така што на крајот на денот се работи за кој што сака да постигне со тоа, со неговиот скилсет. Дефинитивно. Трече да се одјавиме и да пуштам музика, може? Идеме. Ви благодарам уште еднаш што останавте до крај со нас. Ова беше Пандамониум радио шоу, емисија број 25 недели, секој понеделник од 9 часот. Се надевам дека ви беше интересно, дека не ви беше здодевно, дека успеавме и со муабетот да ви го задржиме вниманието до крај. Се гледаме следен понеделник, ќе идеме со уште нова музика. Се додека има нова музика, ќе не има и нас. Јас сум Трајче, a.k.a. Activity. Тоа беше Дарко. Сега сменивме малце улоги. Ве поздравувам ја, имајте убава вечер. Добра ноќ. Се гледаме следен понеделник. Тоа е тоа, идеме со кратка селекција, позитивна за време како што беше денес и вчера сончево, се надеваме дека и неделава ќе остане такво. Имајте убава недела, имајте убав продолжен викенд. Најверојатно ќе се чуеме у понеделник, ќе видиме како ќе се осеќаме и како ќе нудат условите во кои ќе бидеме, но како и да е, се читаме преку социјалните мрежи, преку Инстаграм. Уживајте во кратка селекција која може да најдете на линковите кај мене во био. Тоа е тоа, се одјавувам ја, се одјави Трајче. Поздрав и уживајте. In life